Наш гостин во Слободен печат, во утринскава програма, за почеток е Фатмир Битичи. Добро вечер. Вице-премиер и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Две слични функции, но одговорностите се чини се различни, прашањата ќе бидат различни денеска. Господин Битичи, вчера стигна извештајот на Европската комисија. Јас немам многу да се задржувам на тоа, нема да го заобиколиме. Стандарден извештај во кој што познати работи се соопштуваат. Сакам да кажам дека тоа извештај не само за извршната власт, туку и за законодавната, за судската, за невладините организации, за трговија со луѓе и визен режим и така натаму. Голем извештај, но во медиумите стигаат одредени сегменти кои што се пласираат во јавноста. Реков, нема да го заобиколиме, тоа се има и пофалби, има и критики за власта и за опозицијата, ќе ги споменеме. Но бидејќи во меѓувреме се случува живот, најчесто овие протести и барања на граѓаните доаѓаат кај вас, вие станате човек кој што е задолжен за преговарање за пензиите, за преговарање за просечна плата, за минимална плата. Тековно до каде е сега, да речеме, со преговорите со пензионерите и дали тука има некое поместување во однос на нивните барања и начините на усогласување, начина кој што ќе се зголемуваат пензиите во иднина. Да, благодарам прво за поканата во емисијата и тоа што ќе начнеме интересни теми. Не се само пензионерите, има низа на други групи во кои што во овој момент преговараме, но актуелно се пензионерите. Беше формирана работна група со кој што требаше да дефинираме што тоа значи од аспект на реалните можности и од аспект на потребите. Ние секако сме свесни дека состојбите не се сјајни, но тоа се последици на работењето. Ние не треба да забравиме дека во 2017 конечно ставивме ред во пензискиот фонд кој што беше пред целосен колапс и веројатно тогаш да го оставивме тоа да се случеше, денеска немаше ни да зборуваме за пензии затоа што немаше кој да зима пензии, немаше да има едноставно пари. И знам дека некој вика да, ама има буџетски дефицит, се креира затоа што тоа се покрива од буџетот, не може ПИОМ да продуцира. Да, не може да продуцира и пак ќе кажам, тоа е последица на низа на години на погрешни политики кои што не продуцирале приходи во ПИОМ. Морам да потсетам, и тоа го правиме и кога зборуваме со пензионерите, мораме да потсетиме дека имаше одредени програми кои што се промовира низа наназад во години, кои што Македонија вработува, кои што беа целосно ослободени луѓето од придонеси. Се креираа работни места, ама придонеси немаше. Тие придонеси треба да отидат во пензискиот фонд. Тие луѓе веќе и денеска да излезат во пензија нема да има што да земаат, затоа што никој не се грижеше да субвенционира одредени придонеси. Значи се креира мерка. Било паушално решение само за да се Било само за да се направи решение, намалување на невработеноста. И во суштина се креирала друга штета. И ние во 2017 почнавме да креираме мерки кои што очигледно даваат резултат. Се креираат нови работни места, но при тоа, ако евентуално ги намалуваме придонесите или ги субвенционираме, за да не направиме штета во пензискиот фонд, зашто сепак се грижиме за тие кои што се веќе во пензискиот фонд. И одлуката е дека веќе наредната недела мислам дека ќе сме готови со антикризните мерки, ќе бидат уфатени сите пензионери од ранливите категории на пензии до просечна плата со дополнителна помош која што ќе им биде дадена во наредните неколку месеци. Мислам дека најмалку ќе биде до тамо некаде април месец во кој што ќе сакаме да некако ги изгрижиме, затоа што веќе во март доаѓа новото усогласување на пензија. Што значи во средства, во пари, во начин? По-конкретно малку за да разберат и пензионери што? Значи, ние направивме неколку категории на пензионери, пензионери до 14.000, пензионери кои што примаат до 14.000 пензии, пензионери кои што примаат до 16 и до 19.000, кои што е просечната пензија 19.100. Кои сметате во ранлива категорија? Да. Значи до 16? До просечната пензија. До просечната.
затоа што пак просечна пензија од 2017 до 2019 е пораснато скоро за 7.000 денари, 12 и нешто на 19 и нешто, и секако ги сметаме како ранливи, и овие ќе добијат дополнителен финансиски додаток, како што работната група преговараше. Работната група беше представена од самите пензионери. Да, ќе добијат фиксен додаток. Како што бара одредените категории. Нема да биде ист додаток, затоа што немаат исти пензии. Нема да биде фиксен 3.500 денари за сите, туку ќе биде соодветно на пензијата што на основицата што има. Се уште се финалните калкулации, искрено не можам да кажам дали тоа ќе биде 2.000 денари, дали ќе биде 2.500 или 1.500, но различните категории ќе добијат различни износи за да им се помогне. А тоа не е еднократна помош. Тоа ќе им влезе во пензијата. Ќе им влезе овие 6 месеци како додаток. 6 месеци ќе ги добијат тоа. Да. И дополнително што ние продолжуваме со мерката на енергетски додаток за ранливите категории, за социјалните пензии, и тие ќе бидат згрижени на наредниот период со енергетски. А минимална просечна пензија? Тие преговори како течат? За минималната се прават последните анализи дали има услови и што тоа ќе значи за пензијскиот фонд. Затоа што, за жал, ние кога ги анализираме, често забораваме колку е бројот на пензионери кои што навистина биле под минимална или под некоја си претпоставена минимална пензија, затоа што кај нас нема минимална пензија. И сите забораваме дека кога дојдовме од 2017, скоро повеќе од 240.000 пензионери добиваа пензии под 14.000 денари. Денеска имаме 106.000 пензионери кои што добиваат пензии до 14, а овие другите 130 веќе добиваат пензии скоро до просечна пензија. Значи сме ги извлекле нагоре за да добиваат по достоинствени пензии, вклучувајќи до просечна и надпросечна пензија. А колку е просечна сега? 19.100. Таа бара да се зголеми на 21, така некои бара. Да, они бараат да се изравни со минималната плата, но реално ако идеме популистички можеме да кажеме да тоа ќе го направиме, но не можеме да гарантираме дека после 3 месеци системот нема да колабира. И затоа ние кажуваме секогаш дека никога не сакаме да оставиме позади, тоа е да креираме мерки кои што ќе направат да одреден систем не функционира понатаму. И дополнително што утврдивме со работните групи дека методологијата која што ја имаме обезбедена за усогласување на минималните на пензиите 2 пати годишно, со методологијата која што таму е предвидена, е соодветна и правична. Се согласуваат тие со тоа? Иако бара да процентот на усогласување да биде поголем, зашто некој не се лаже. Ние сме усогласени со Сдруженијата на пензионери, со Сојузот на пензионери и плюс партијата на пензионери, тие кои што се представници на пензионерите. Реално тој дава методологијата дава одличен модел на усогласување. Зашто поинаку ако ја нема таа методологија ќе биде одлука на одредени луѓе. Политичка одлука кога пред избори. Како што сме гледале. Да. Затоа што фактите кажуваат сосема различни работи. Ако ги видиме како усогласувањето носеше зголемување на пензии секоја година, од последните 2 години. Секое зголемување е историско многу поголемо него секое едно покачување во времето на ВМРО. Во времето на ВМРО најголемиот износ кој што бил даден на пензионерите било линеарно 500 денари. Сега најмалиот износ кој што го добива било кој пензионер е 600 денари, а најголемиот е пропорционално со моделот дури 3000 денари. Зошто? И затоа сметаме дека ова е поправеден и правичен начин, затоа што одговара соодветно на методологија која што јас верувам дека ќе ги изнесе сите пензионери во скоро време, онаму кај што сите сакаме, а тие да добиваат вистински тоа што го заслужуваат да го добиваат. Со тие пензии ќе можат да
да преживеат, да речем условно, бидејќи се жалат дека инфлацијата е зголемена, дека цените растат. Сега инфлацијата се спушти на некое значително ниво, а цените се уште се замрзнати на производите. Па да, тој баланс како го одржувате? Па ние свесни сме, го кажувавме, не сакаме да веруваме дека однесувањето во мало продажба било организирано. Се уште не можеме. Јас побарав од Комисијата за заштита на конкурентност тоа да го испита дали има организиран начин на делување. И мислам дека комисијата веќе постапува, но им треба време, за жал. И една од реформите што се спомнува во извештајот, во прогрес извештајот е токму тоа, да се зајакнат капацитетите на Комисијата за заштита на конкурентност за да постапува кога е потребно. Но мерките што ги преземаме даваат резултат. Кажавме дека крајот на годината ќе ја завршиме навистина со скоро исто ниво на инфлација како што имавме пред кризата. Колку е сега? 3,5%. Последната инфлација, последниот месец на инфлација. Реално. Реално беше се двоцифрена, беше да. Беше 19,8 пред година дена. Во октомври за година дена да стигнете на 3,5, значи дека има сет на мерки кои што се преземаат за да се спушти. Зголемувањето на цените во малопродажба е само 1% во последниот месец. Тоа значи дека нема веќе промена на цена. Некој ќе каже да, ама ги замрзнавме цените. Да ги замрзнавме на основните производи, тоа значи дека им покажавме дека ако продолжи трендот на неадекватно и неморално, неетичко однесување на тие кои што ги поставуваат цените, не ги поставува владата цените, туку ги поставуваат тие кои што се во мало продажба и голема продажба, ние ќе интервенираме во секој еден производ. Така да и тоа што го кажа и го кажуваат опозицијата, тромбетираат како тоа, не знам, се зголеми данокот, па тоа ќе направи. Статистика покажа вчера дека во суштина не дава таков резултат како што они очекуваа. Секогаш они очекуваа дека ќе биде крајот на редниот месец. Не би сакал да видам груп спрема пензионерите, бидејќи сите имаме потреба од поголеми плати, и пензиите, но и вработените. Но статистиката е некогаш груба. Вели дека сиромаштијата во Македонија е 21,8% од 20 година, а дека само 7% е сиромаштијата ке пензионерскиот систем. Што значи, оние што работат се посиромашни. И оние што работат со две деца се уште посиромашни од пензионерите, и самите пензионери знаат дека некои од нив издржуваат своји деца со пензијата, затоа што имаат помали плати. Како тука работите на, освен минималната плата што се крена на 21, како да се просечната до каде, како да се онаа разлика што се буне одредени граѓани, бидејќи минималната им ги настигна платите, а тие имаат повисоки звања, да речеме, во професијата. Значи, стандардот како да го зголеми. Се согласувам и тоа треба да го разбереме дека се поврзани ланци. Дека не може во секторот на вработување помалку има покачување на платите од тоа што ќе пензиите, како систем на зголемување. Како систем на зголемување, да, се согласувам, затоа што пензиите се усогласуваат два пати, минималната се усогласува еднаш во годината. Но тие се врзани ланци. Ако вие промовирате дека во државата имате ефтина работна сила, придонесите кои што доаѓаат од ефтината работна сила се многу мали, тоа значи дека и пензиите и фондот, пензискиот фонд има малку приходи и може да сервисира многу малку луѓе и во суштина што прави? Креира работни мести, креира сиромаштија, а од другата страна ја задлабочува сиромаштијата и кај пензионерите. И тоа ни се случуваше на назад 12 години, пред да дојдеме на власт во 2017. И податоците се такви. Кога имате плата од 9.000 и имате скоро 150.000 луѓе кои што работат со 9.000 плата, придонесите се многу мали. Ние отидовме на минимална плата од 20.175 во овој момент и веќе во март таа ќе биде зголемена. Проценките се дека ќе иде над 22.500, ама ќе видиме што ќе значат крајните индикатори. Придонесите се поголеми и лагодноста наша за да ги усогласиме пензиите и да пензионерите добиваат подостоинствени пензии е поголема. Зависи од тоа.
И дали ќе расне и просечната плата? Дали таа е врзана со минималната? Да, расте, затоа што пак ако кај минималната плата таа е порасната во 6 години скоро 123%, кај просечната плата таа е порасната за 60%. Значи има уште простор за... Значи таа уште ќе расте затоа што се води од низа на фактори. Зголемување на продуктивност е едно, недостигот на работна сила е вториот момент кој што ќе изискува раст на плати за да ги задржите работните места. Но продуктивноста е клучна, како што расте продуктивноста, работодавците се склони да плаќаат поголеми плати. И сега се створи една дискусија во јавноста околу кога порасна минималните плати, дискусија што се појави како се изначија платите, но тоа го направија во јавниот сектор. Јавниот сектор е посебна категорија. Тие се вработени, но вработени се во јавен сектор за да бидат на сервис на граѓаните. И тоа го пишува и во прогрес извештајот, дека без реални реформи во јавниот сектор нема да има зголемена ефикасност и ефективност во давање на услуги кон граѓаните. И јас тоа го гледам исто, како во приватен сектор. Зголемуваш продуктивност, добиваш повисоки плати. Овде зголемуваш продуктивност и ефикасност, добиваш повисоки плати. И сега ние што направивме? Потпишавме општ колективен договор, прв пат после скоро 20 години, 18 години не беше чепнат. Но тоа што го има во колективниот договор, во општиот колективен договор, беше незамисливо да го замислат. Направивме нова методологија, ја изначевме методологијата за плати во јавниот сектор, иста како избраните именувани функционери, коефициенти помножени со просечна плата, кој што ќе се аплицира во март 2025. Дадовме период на прилагодување, дадовме зголемување во септември од 10%. А ако одите наназад и ги видите последните 4-5 години колку добиле зголемување на платите во сите сектори, тие се сите над 40% зголемување во јавниот сектор имаат плати. У просек, да кажам, затоа што има сектори кај што имаат над 70% зголемување на плати. И затоа сега тоа што се обидуваме е да се спуштиме надоле, да работиме на гранковите колективни договори, да ги дефинираме коефициентите и да го достигнеме ова што е праведно по работно место. Да ги дефинираме коефициентите и да ја направиме разликата која што се постои. Господин Бетики, тие се наши луѓе, работат во јавната администрација, наши браќа, сестри, чичковци, роднини, војни, стрини, со соседи. Но исто така и во приватниот сектор имаме свои луѓе. Сите ние живееме на база на продуктивноста на трудот во приватниот сектор. Абсолютно. Сите ветуваат влади дека ќе се намали јавната администрација. Таа не се намалува, а троши многу. Значи, тие ги имаат на некој начин сега, нека не мислат, сите бенефити треба да ги имаат или работите да ги имаат, а ние не добиваме услуги какви што заслужуваме. Благодарам за прашањето и ме воведовте во еден друг момент, а тоа е тоа што јас цело време го зборам. Од 2020 и наома. За клучни прашања во државата мора да има општествен консензус. Вчера прогрес извештајот на Европска унија кажа дека ние сме во ситуација во која што сме имале политичка блокада и блокада од страна на опозицијата за сите реформски работи. Ова не може да се случи од било која една политичка партија која што е сама. За ова треба општествен консензус на сите политички чинители за да влезат тоа да го направат. И затоа главната опозицијска партија ВМРО ДПМН активно блокираше парламентарната работа, со што значена беше пречка за напредокот на законодавната агенда во страната. Тоа е директно упатено во извештајот за опозицијата. Да, апсолутно. Значи ја не го кажувам. Јас сум го кажал во 2020 кога почна ковид. Сум кажал и во 2021 кога станав, од 2020 станав вице-премиер во септември, па сум го кажувал цело време. Нема ниту една земја во која што ќе видите во најголемите кризи опозицијата да се однесува неконструктивно. И тогаш ми се лутеа.
и престанав да го кажувам тоа и им заблагодарувам на Европска комисија кој што вчера го напишавте ово на Не, они си го напишале искрено, јас не сум го кажал, но им благодарам што конечно го напишаа, затоа што интересно е кога странците ќе го кажат тоа, сега ќе се свестиме можеби дека видите што се случи. Ние го кажуваме цело време, зашто го гледаме. Не треба да забораваме кога го носевме законот за минимална плата, ВМРО беше против. Кога ги носевме антикризните мерки за граѓаните, ВМРО беше против. Не ги блокираше антикризните мерки. Ние носевме платежни картици, ВМРО не ги блокираше. Викаше не сега ова ќе биде подкуп. Викам каков подкуп? Луѓето имаат потреба. Го носевме законот за пензии, ВМРО го блокираше. Носиме закон за реформи во јавна администрација, ВМРО блокира. Носиме закон за медиуми, ВМРО блокира. Значи цело време нешто блокираме и ние викаме добро. Јака политика за победа на избори? Па да, ако блокираш, лесно е после да победиш, затоа што кога ќе дојдеш, очекуваш дека никој нема да блокира, затоа што се овие разумните, ако евентуално дојдеш, и вика, сега овие разумните ќе не остава да работиме. Но тоа не е. Не ме праша за просечната плата. Колку е сега и колку мислите дека треба да биде? 36.236 дена. Дали навистина мислите дека најголемиот број граѓани ја добиваат оваа просечна плата, бидејќи во Србија има еден друг израз. Најчесто исплатувана плата, ми се чини дека има друга формулација. Од тие не гледам дека јас не сум никој што сум земал толку просечна плата. Новинариве не земаат толку просечна плата. Не земаат, се уште Значи тоа е некоја изведена категорија, рацио категорија која што Па да, затоа што просечната е кумулативна на сите плати и поделена. Се подразбира дека најголем број граѓани земаат просечна плата, што не е точно. Не е така. И точно ви е констатацијата и затоа ние се стремиме со методолошки во јавниот сектор тоа да го изедначиме, да повеќето од тие кои што добиваат и кои што имаат висока продуктивност да ги приближиме на просечната плата, па и над просечната, затоа што интересно е дека просечната плата во јавниот сектор е повисока од приватниот сектор. Не се сомневам. И тоа е многу чудно, затоа што ако земе споредбени анализи со други земји, па обратното се случува. Во приватниот сектор се повисока просечна односно во јавниот сектор, но кај нас се работите изместени и ние се обидуваме тоа да го вратиме во некој ред. Ќе се вратиме малку на извештаот, бидејќи почнеме со критиката на опозицијата, бидејќи ги блокираше некои реформски закони во собранието. Уште една пофалба до владата, па ќе се вратиме и на негативните. Во однос на економскиот дел, кластер 2, кој што е отворен со скринингот, таму има доста пофални работи, мислам дека дури вие го сте надлежни за овој. Ако не сте го напишале вие ова, тоа они го напишале. Во однос на економските критериуми, Северна Македонија постигна напредок и е на добро ниво на подготовка за развој на функционална пазарна економија. И подсетуваат во 2022 година економијата беше тешко погодена со војната во Украина и со ковидот. Вели владата ги поддржа домакинствата и бизнисите преку големи енергетски субвенции, даночни намалувања и насточена директна поддршка на приходите. Ова не сте го сугерирале вие. Тоа се реалните работи што ги имаме направено. И он гледаат реално што е направено. Во скрининг процесот, и овде навистина една јавна благодарност на сите кои што беа вклучени во периодот на скрининг процесот, тоа беше скоро година дена секојдневна работа на тие кои што можеби се дел од критиката во јавниот сектор дека еве ги не работат, тие продуцираа извештаи кои што беа отидени во Европска унија, во Европска комисија, презентирани, и ова е производ на тоа што сме го направиле. И да, се согласувам дека таму кај што во суштина ние ќе треба да видиме најголемиот бенефит, а тоа е кога ќе станеме дел од Европска унија, а сега веќе со европскиот план за раст, планот за раст на економијата на Западен Балкан од Европската комисија, кој што најавија дека ќе имаме достапност од 6 милиарди евра пред да влеземе во Европска унија, во кој што ние во кој што ние како земја најверојатно ќе имаме пристап до една милиарда дополнителни средства, надвор од тоа што го имаме со ИПА фондови и така натаму. Тоа БРИКС да речеме не го ветува 6 милиарди. Не, секако. И
таму кај што треба да бидеме најаки, а тоа е економијата, да бидеме конкурентни за внатрешниот пазар, таму сме оценети релативно добро. Еве во вториот кластер што го спомнавте, вториот кластер е кластерот за внатрешен пазар, кој што токму укажува дали сте подготвени да бидете составен дел на внатрешниот пазар. Од 9 поглавја, ние сме оценети во 7 од нив, или 78% од поглавјата во вториот кластер сме оценети како умерено подготвени. Значи, сме на релативно добро ниво на подготвеност и веќе можеме да одиме на следното ниво. И мислам дека тоа е одлична стартна позиција. И затоа кога велиме некогаш дека сме добро подготвени за разлика од другите земји на Западен Балкан, стартната позиција ни е добра. Ние само треба да ги започнеме преговорите и последниот исчекор да го направиме, за да веќе следната година влеземе во предпоследната категорија, затоа што после умерено подготвено е добро ниво на подготвеност, а после добро ниво на подготвеност е get start. И сега пак ВМРО ќе добиете, пак не. Значи не за ова што... Па не, еве и... За уставните измени, ако не помина, значи ние ќе доцнеме со овие пари, овие бенефити што... Ја ќе ги оставам уставните измени, но ќе се вратам како они ги читаат бројките. И бројките се овие. 78% од поглавјата во внатрешен пазар се умерено подготвено. И ја велам, тоа е добра стартна позиција на секоја земја за преговарање. Во третиот кластер, кој што зборува за конкурентност и инклузивен раст, 75% од поглавјата се оценети како умерени, а 25% како добро подготвеност. Значи, уште повисоко. И пак ќе кажеме дека ова е лошо. Не, луѓе, ова е добра стартна позиција, но ни треба само последниот момент. А тоа е последниот консензус кој што треба да го направиме во општеството, за да ги почнеме преговорите и за година дена. И ја ви гарантирам дека скоро сите ќе бидат едно ниво погоре, а во 3 до 4 години ние во кластер 2 и кластер 3 можеме без никаков проблем 50% од поглавјата да ги отвориме и затвориме. Добро, да не... И тоа за граѓаните што ќе значи? Конкурентно и за компаниите. Добро, конкурентност ќе во биде влегување добро во ако се внатрешниот намали пазар. корупцијата. Дали таа влие на тоа? Дали вие како вице-премиер и подпредседател на владата ја приметувате корупцијата меѓу вас или ја приметувате, а не реагирате или не ја приметувате? Не, Или таа се веројатно не мижите ако не, е секако, меѓу вас. таа се приметува. Не може да Ама не не ја на- приметува. негде на друго место, дали меѓу вас? апсолутно. Ти доаѓаат информации, но борбата со корупција и организиран криминал не е борба која што ја правиш со еднократни мерки. Таа е системска борба. Ама трае Мораш долго. системски да се бориш. Трае долги, троши Еве, парите, не дека е довербата на граѓаните, тоа е една работа. но Троши силата ни дури во извештајот и во извештајот е кажано. На пример, во мојот ресор, кој што е очигледно многу голем, вие можете да имате перцепција на корупција, но ако системски не влезете да го решите, никогаш тоа нема да го обзнаните. Ние за прв пат воведовме дигитален асистент, токму за да го елиминираме, Тоа преклани можност... го воведовте, тоа не е од Оваа година. Оваа година? Да. Постојано сме прелетели. Оваа година, затоа Како да сме не разговарале. е влезен во извештајот се уште. Почнавме да работиме на менеджмент информатски систем, тоа за јавноста не значи ништо, но сакаме сите процеси за државна помош да ги дигитализираме, за да го намалиме ефектот на човекот, затоа што тоа е системски придонес кон намалување на корупција. Имам уште неколку прашања, еве ми сигнализира дека треба да завршиме на кратко, но не можам да не ве прашам, ај да не прашам за изборите и за тоа дали ќе има заедно или одвоени избори, можете да го одговорите, но ќе тргнам со една лапсус калами на премиерот во една прилика кога рече, како што рече премиерот Битичи и продолжи да говори. Случајно не беше таа грешка, се чини. Не знам. Не сум го прашал искрено, Но дали разговарате премиерта. таму? Мислам дека се говори дека Фатмир Битичи, кој што е производ или дете на едно општество за сите, бидејќи вие сте отскоро во политиката, токму во тој период кога поранешниот премиер ја промовираше оваа идеја, која малку замре во јавност, иако мислам дека беше револуција во прифаќањето на
тој тип на општество за кое што се сложивме сите граѓаните го прифатија, малце како да подзамре, дали изборот на Битичи за премиер, доколку вашата партија победи на изборите, е реалност и можна едно општество да сите во вистинска смисла на зборот, бидејќи самата партија тогаш ќе докаже дека не прави дистинција на етничката припадност, туку на квалитетот на луѓе. Значи, морам да искоментирам на една работа, тоа е околу едно општество, можеби не се збори толку гласно и јавно како што се збореше, но мислам дека слободоумните луѓе и повеќето од граѓаните живеат со концептот на едно општество секојдневно и тоа е убавината на концептот на едно општество, кога тоа го имате во срце, а не треба ни да зборувате. И токму тоа јас цело време работа ми живеам. А тоа е дека јас сум влезен во политиката да придонесам, да докажеме дека може и поинаку. А ако општествениот консензус, моментум, побара од мене да служам на позицијата на премиер, сум рекол дека би го прифатил предизвикот. Но тоа не е единствената цена за која што имам влезено во политиката. Секој нормален човек ќе каже треба да имате амбиции. Јас велам амбицијата е да служам на граѓанинот, да служам на моите деца и на сите. Како премиер, ако се побара да служам како премиер, спремен сум да одговорам на највисоко можно ниво на позицијата на... Не само економски, тоа и политички. Значи, треба да балансирате меѓу... Треба да балансираме меѓу сите луѓе кои што си ја сакаат татковината. Не, ќе треба да балансирате меѓу партиите кои ќе треба да сочинуваат владата, бидејќи да, и партиите што се сочинуваат влада се партии кои што си ја сакаат татковината, затоа функционираат како политички партии. Добро, какви резултати очекувате на изборите и дали ќе бидат заедно или... Ние очекуваме дека ќе имаме одвоени избори, председателски и парламентарни. На председателскиот консензуалниот кандидат кој што наскоро ќе почнеме процедура за да го избереме кандидатите. Консензуален, значи дека треба да биде албанец или не мора да значи? Не. Консензуален, политички консензуален, најдобриот кандидат кој што во тој момент ќе оцениме дека ќе служи на каузата и на политичкиот моментум на државата. Али трошоците нема многу да бидат различни како што опозицијата. Не, затоа што сите пресметки што се прават дали заеднички или одвоени, 10 до 20% е разликата во трошоците, затоа што изборите се избори. Избирачки комисии морате да имате двоени комисии. Дури може да имаме сериозен проблем затоа што треба да најдеме луѓе кои што двојно луѓе кои што ќе седат на избирачките места, кои што во принцип може да бидат сериозно проблематични. И ние проекциите не се дека на председателските избори ќе победи нашиот кандидат и дека тоа е доволно за да на парламентарните избори Европскиот фронт има доволно пратеници за да ја формира следната влада. Добро, вие значи може да бидете мандатар тоа. Искрено предалеко имаме напред уште многу работа, справување со кризи, да помогнеме секаде кај што е и малце политика. Знаете како вела после, но не негираше. Не, искрено не сме разговарале. Мислам дека кога е време, ќе дојде време за тоа да се разговара. Па се разговара во различни кругови. Јас не сум склон искрено да мислам што ќе се случи после 8 месеци, затоа што до 8 месеци треба се уште да служиме на граѓаните. Благодарам што бевте гости во Слободна печат. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше утинското интервју со Фатмир Битичи, подпредседател на СДСМ и вице-премиер во владата на Македонија. А сега една музичка номера за премин во други содржини.